Село Робово е сместено во рамничарскиот дел на Струмичката котлина на надморска височина од 215 метри. За настанокот на Робово постојат повеќе легенди и преданија. Според една легенда, селото го има добиено името по неговите основатели, тројца робови избегани од затворот во Солун и засолнети дури во Струмичкиот крај кај денешно Робово. Според друга верзија, односно според Иван Котев, родумот село Робово, се смета дека селото го има добиено името по така наречениот пазар на робови. Робово било расположено на познато Серско џаде. Тука имало трговски докани, имало анови. Со еден збор, селото просто цветело. Било многу развиено. А за тоа како е доселено, има повеќе легенди, меѓутоа една легенда што јас ја прифаќам како најточна, дека прво Робово е настанато од одбегнати римски робови. Тие се населиле прво кај Куклиш. И ден денес кај Куклиш има село, мислам, местност Робовски рит. Постари човеци са ми кажували од тука, Јангеловски Наце, Попо Васе Вујко беше ме Манишев, дека некој време од Робово руѓето одили се во нашите курии во Куклиш да си берат дрва. Значи има голема индиција дека селото наше е било таму. Робово е во составот на општина Босилово од 1996 година. Од тогаш до денес селото се повеќе прераснува во прекрасна населба со сите услови за живот и реализирање на секојдневните потреби. Во програмата на општина Босилово предвидено е и изградба на мал парк во центарот на селото, како и асфалтирање на улица. Робово е едно од населените места во која имаме решено многу инфраструктурни проекти, меѓутоа имаме и инфраструктурни проекти и проблеми кои не се решени, кои во моментот ги решаваме, а секако и во иднина ќе правиме напори да ги решаваме. Значи Робово е едно од селата кое е приклучено на водоводниот систем од хидросистемот Иловица, значи водовод кој е пуштен некаде пред 6 до 7 години, од каде жителите на Робово се снабдуваат со чиста санитарна вода за пиење. Низ Робово минува патниот правец од магистралниот пат А4 до Банско како туристички локалитет. Значи има тука прилично движење. Главна и основна екзистенција на жителите од Робово е земјоделството. Речиси сите се занимаваат со одгледување на зелка и куртова капија. Мал е бројот на оние што се занимаваат со сточарство. За нашето село можам да кажеме исклучиво земјоделско село. Мада популацијата е доста образована, ама поради немање на работа, населението екзистира исклучиво од земјоделие. Нашето село е доста богато со земја и земјата е квалитетна. Проблемот немаме вода за наводнување, систем за наводнување, него вадаме со моторни помпи. Тоа е еден хендикеп за нашето село. Ако го имавме тоа, ќе бевме меѓу првите производители во Струмичко. Ама и така сме доста успешни. Се сади пролетна зелка, есенска зелка. Денес во Робово живеат околу 580 жители и има 150 домаќинства.